Вистина е тешко да се води политичка битка против власт која што е непринципна, која што ги користи институциите единствено во своја полза и за интерес пресметка со својот политички ривал. Значи време е во оваа држава да ја добиеме влада која што ќе биде фокусирана на реформи, не влада која што има единствено за цел ново политичко владење. Влада која што ќе се фокусира на економијата, на здравството, на образованието, на туризмот. Денес сме во еден од најубавите делови од Македонија кој што е целосно запоставен. Нема луѓе по улиците, младите се иселуваат, веќе нема никаква гаранција за нивната идеја. Треба да понудиме прогрес, треба да понудиме развој. Тоа сето ќе го видите во една конкретна политичка програма, насочена кон подобрување на сите овие области кои што ги споменувам. Имаме влада која што во последните 3 години успеа само една работа: распродажба и лицитација со националните интереси, со нашето достоинство и со нашиот идентитет. Имаме влада која што ќе се грижи за тие прашања, но примерно над се и пред се ќе се грижи Македонија да стане пристојно место за живење. Тоа ќе го направиме конкретни и стратешки реформи, со одличен тим на кадри кои што имаат професионално искуство секој во својата област, луѓе кои што ќе ја направат Македонија место каде што може младите не само да останат, и тие што се иселени, тие за кои што секој ден ни е тешко бидејќи не можеме да ги гледаме секојдневно нашите семејства, нашите пријатели на нас, да ги вратиме. Им создадеме услови да веруваат дека институциите функционираат, да веруваат дека здравството функционира, да веруваат дека нивните деца можат да учат во еден квалитетен образовен систем. Тоа ќе го видите од ВМРО конкретна програма, квалитетни кадри, луѓе кои што ќе понудат прогрес и работа не за своји лични интереси, туку работа за вас. Единствените кои што можат да ги направат промените во нашето општество сте вие. Ние можеме да ви дадеме понуда да работиме со вас. Ако вие не ја дадете вашата поддршка на 12 април, тогаш работиме без цел. Така да гласот кој што треба да допре сте вие, да зборувате со вашите најблиски, со вашите пријатели, да ги убедите дека сте на вистинската на страната која што на 12, односно од 13 април, кој што каже Димитар, ќе почне да нуди прогрес за Македонија. Благодарам многу за присуството и се надеваме дека се поскоро ќе се гледа.